4 кандидатури за нов државен јавен обвинител до денеска се поднесени во собранието, информираше собраниската прес-служба. Рокот за огласот за наследник на Љупчо Коцевски истекува вечерва на полнок. Од нив досега официјално за Канал 5 кандидатурите ги потврдија обвинителката од Скопското обвинителство Лидија Раичевиќ, како и поранешниот судија и екс-председател на Основен суд Скопје Владимир Панчевски. Според обвинителката Раичевиќ, ова е сериозна функција која бара исклучителен професионален габарит и смета дека таа има многу што да понуди како прв човек на државното јавно обвинителство. Јас поднесов документи за да конкурирам за ова високо место, оваа висока функција, од причини што сметам дека е должност на некој кој што работи толку години во обвинителството и кој согледува еден многу важен момент за обвинителската институција да се изложи со својот габарит, професионален квалитет и капацитети да може да придонесе за подобрување на состојбите во институцијата. Советот на јавни обвинители ќе ги има во предвид, се надевам, навистина се надевам дека ќе ги има во предвид и другите објективни критериуми. Тоа се години на искуство, години на поминат стаж во обвинителската институција, образованието. И Панчевски е уверен во своите капацитети и долгогодишно искуство за да ја води највисоката обвинителска функција. Контроверзите во минатото и затворската казна на која беше осуден како екс-председател на Кривичан за злоупотреби при распределбата на предмети не го смета за пречка во процесот, туку вели дека се користат за негова дискриминација во јавноста. Сметам дека ги исполнувам сите законски услови, од општите услови до посебните услови, нели во посебниот услов се бара и над 10 годишно искуство и стаж на работа во кривична материја како судија или како јавен обвинител. Во однос на тоа какво ќе биде мислењето на Советот на јавни обвинители, мислам дека процедурата е формално правна во однос на осуди и нешто од тој аспект. Мислам дека тоа не е дел од процедурата и во секој случај и го осудувам она што некои медиуми пробаа да го лиферуваат овие денови, дека сум бил осудуван и слично. Тоа се дискриминаторски аспекти. Како можни кандидати за прв човек на државното обвинителство, во јавноста се споменуваат и имињата на Владимир Милошевски од Висшето јавно обвинителство и актуелната ВД обвинителка која го замени Коцевски, Анита Тополова Исајловска. Во игра неофицијално се и обвинителите Златко Биковски и Јован Цветановски. Поранешниот шеф на Висшето обвинителство во Скопје Мустафа Хајрулахи пак, иако првично најави дека ќе се пријави за функцијата, сепак за Канал 5 изјави дека се премислил и нема да влегува во трката за нов републички обвинител.